Пред 3 години мразот уништи околу 3 милиони овошни дрвца во Делчевско. Земјоделците до денес не добиле ниту денар одштета од државата. Тогаш мразот уништи над 2 милиони дрвца сина слива, 80.000 круши и 30.000 млади ореви. На прагот на уште една за нив неизвестна година, денес тие уште еднаш побараа она што им следува и да им се даде. На самото место има формирано, значи општинската, мислам, локалната самоуправа, заедно со представници од подрачните единици на Министерството за земјоделие, излегува на лице место. До сега на никого не е исплатено. Значи до сега на никого, иако обеќаа, тогаш бевме изложени на трошкови. Земјоделците вадеа имотни листови, вадеа други работи, таму се мотаа по тоа. Ми обеќаа дека ќе ни платат барем дел од штетите, а до сега на никој нема исплатено, значи ниту денар. По катастрофалните измрзнувања во април 2016 година, некои овоштари целосно се откажаа од производството. Другите сега се исправени пред ново искушение – цената на сливата. Лани откупувачите маката им ја плаќаа по понижувачки 5 денари за килограм. Владата кој ќе стави ниска цена, разбирате, овие откупувачите што се има неколку Македонија се договорат на најниската цена и после апсолутно не сме ставени пред свршен. Немаш кај да се жалиш, немаш да правиш, испод 20 денари не би требало да биде сливата, затоа што испод 20 денари веќе производителите се узади. Своите проблеми тие денес му ги кажаа на дополнителниот заменик министер за земјоделство Цветан Трипуновски. Она што нив највеќе ги револтира е тоа што веќе си 4-та година поред чекаат да има исплата од елементарната непогода која што се зафати 2016 и речиси 100% од родот на овошките измрзнаа. Практично и тука е слична ситуација како во другите краеви на Република Македонија. Имаме еден игнорантски однос на Министерството и на институциите кои што влегуваат во состав на земјоделскиот сектор. Практично земјоделците се оставени сами на себе и да се снаоѓаат како знаат и умеат. Од друга страна, во врска со проблемот на овоштарите од Делчевско и неисплатената одштета, министерот за земјоделство Трајан Димковски истакна дека е резултат на законски недоследности направени во време на претходната политичка гарнитура. Тоа е едно отворено, можам да кажам, прашање во кое што се направија тогаш еден упад во системот од нивна страна со една фамозна уредба каде што се овозможи да штетите кои што беа започнати по Законот за заштита и спасување, односно од организирано од комисии на локалната самоуправа, со една таква уредба сите документации ги доставија до Министерството, каде што ние работиме по Закон за земјоделство и рурален развој, и тоа се сосема два различити закони. Ке кажам, процесот и документите кои што се кај нас не може да постапиме и да продолжиме, туку едноставно процесот го гледаме во измените и дополнувањата на Законот за заштита и спасување. Ова значи дека делчевските овоштари веројатно уште долго ќе чекаат на своите одштети. Во меѓувреме, се поголем е бројот на оние кои од овоштарството креваат раце.